старото, добро познато студио, формален дрес-код и вашиот водител Кирил. Знаете зашто е време. 5 работи што ги научивме оваа недела. Почнуваме. Првата вест, веднаш бомбастична и одново почнуваме со трансфер. Мукајло Мудрик подпиша за Челси. Изненадувачки, малку, го очекувавме во Лондон, не го очекувавме во сината страна од Лондон. Иако Арсенал преговараше за Мудрик скоро година дена, тој подпиша за Челси во трансфер вреден 100 милиони ако се пресметаат бонусите, без бонусите околу 65, 6, 8 колку и да испаѓаа милиони. Со среќа, што мислите дека ќе направи, им е потребен на Челси или не им е потребен на Челси? Го направи ова само за да им го украдат на Арсенал? Не верувам. Втора тема за ова видео, Суперкупот на Шпанија кој што помина пред неколку дена. Барселона конечно со нов трофеј во оваа нова ера, односно ерата на Чави. Суперкупот на Шпанија го освои Барселона со резултат 3:1 во финалето против Реал Мадрид. Единствениот гол за Реал Мадрид го постигна Бензема, меѓутоа хајлајтот на надпреварот беа Гави, Дембеле и Педри, кои што стварно покажа моќ во оваа утакмица. Им се насмевнува светла иднина, барем на нив, не знам дали на клубот. Продолжуваме кон третата работа. Ја спомнавме Барселона, сега споменуваме и еден нивни екс-играч. Луис Суарес едноставно не може да заборави како се постигнуваат голови. Неодамна подпиша за Гремио, пред како му доаѓа некои 20 на часа, 30 на часа кога се снима ова, дебитираше за Гремио и тоа со хеттрик. Хеттрик во победата против Сао Руис од 4:1 во рамките на Рекопа Гауча, односно традиционалниот суперкуп кој што се игра помеѓу две дивизии во бразилските лиги. Фантастични голови, особено третиот, многу силен удар, типичен за Суарес, под пречка, фантастичен гол. Стар волк, ама нема никогаш да го заборави она во кое што е добар. Уште еден добар фудбалер, Елиф Елмас, можеби нашиот најдобар фудбалер во моментов, па нема можеби, така, сигурно нашиот најдобар фудбалер во моментов. Деновиве кои што изминаа се играше купот на Италија и во надпреварот против Кремонезе Наполи реши да му ја даде капитенската трака на Елмас и тој да го изнесе тимот во надпреварот. Загубија, за жал, загубија на пенали, иако беше 2:2 по 120 минути, нели игра и продолженија. Меѓутоа беше прво искуство за Елмас да го води тимот од почетокот на надпреварот како капитен. Се надевам дека позитивно искуство во последниве неколку недели Спалети стварно докажува дека му верува, не само што шутираше пенал, ете се најде на листата на стрелци и против Јувентус, сега против Кремонезе беше капитен, можеби и лидер веќе следната сезона на Наполи. Останува да видиме. И го завршуваме ова видео со една посебно убава вест. Себастијан Халер се врати на терените. По долга пауза, неколку месечна пауза, поради хемотерапија, откако му беше диагностициран рак, напаѓачот на Борусија Дортмунд се врати во компетитивна форма, почна да тренира, почна да игра и на пријателскиот надпревар против Базел, кој што Борусија го доби со 6:0, тој успеа да постигне хеттрик. Уште еден хеттрик, спомнуваме оваа недела, овој ми е малку помил, можеби заради приказната која што му предходеше. Му посакуваме брзо оздравување на Халер, сакаме да го видиме назад на зелените терени во полна компетитивна форма и се надеваме дека ќе им помогне на момците од Борусија да ги остварат целите за оваа сезона. Што на вас најмногу се допадна оваа недела која што помина? Пишете ни тука долу во коментарите, кажете ми што сакате да видите во следните видеа на Скратен корнер и не заборавајте да стиснете лайк, сабскрајб, да го шернете ова со вашите пријатели, бидејќи многу ни е важен енгејџментот. Гледате, долги зборови знам, енгејџмент. Чао. Тоа е тоа. Ете имаме 2.